Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце. Земјава, како и сите други, едноставно не може поинаку да прави и да работи, туку мора да се нормализира. Короната не исчаши од колк, од мозок, од кичма, не одвои како риба, коска од риба која вадиме у тањер за да ја јадеме. До толку мислам дека е општеството исчашено, но вие задржете си го оптимизмот дека се е во ред и дека ќе биде розово. Моето мислење е дека е лошо и дека ќе биде уште полошо допрва, особено по прашање на економијата. Но луѓето имаат и некои своји лични проблеми со кои се соочуваат, а општеството не е подготвено да ги решава нивните проблеми. Во смисла, имено пред неколку дена се отвори една дебата, иако не беше иницирана од моја страна, едноставно гледачите чувствуваа потреба да зборат за враќање на хронично болните кои скоро 6 месеци не беа на работа. Заради не беа на работа не затоа што се неспособни за работа, туку затоа што се смета дека ризикот по нивниот живот како хронично болни на работното место поради заразата од короната, а короната како таква е многу повајалтилна, така да речеме, понасилна по нивниот здравствен организам. Но луѓето се јавуваат и викаат: чекај, до сега иделе на работа, сега нека продолжат да идат повторно на работа. Не сакам повторно јас да работам за двајца, тројца. Еве, например, јас имав некоја средба со некои вработени од македонски пошти, средба. Бев на шалтер и ми викаат преполовени сме, дури и по национална основа, значи кој работи, кој не работи, кој седи дома и така натаму. И ние вика работиме за двајца, тројца, не можеш вика. Разбираме хронично болни, ама ние работиме па што се вика ничком преку глава. И сега тука се создава еден јаз како општеството да реагира спрема овие луѓе. Не можеме да го игнорираме проблемот и денеска, пред некој ден, вчера видов на телевизија, имаше настап еден господин, кого јас го поканив вечерва во емисија да поразговараме на темата. Човекот се вика Милован Мики Матовиќ. Се договоривме, можев да го поканам и во студио, не беше тоа проблем, но сепак, знаете како, ако е веќе хронично болен и представник на здружение и една фейсбук страна каде што говори во името на хронично болните, сметав дека доволно ќе биде да со него поразговараме телефонски и да ги изнесе работи. Па да видиме дали тоа можеби ќе заинтересира и други со свој јавувања. Го имаме на линија господинот Ало, добро вечер, Матовиќ. Добро вечер. Господине Матовиќ, дали сте тоа вие? Да, се слушаме. Добро вечер и добре дојавте во Јаде Бурек. Во некоја друга прилика ќе бидете и во студио, ако бидете вака активни. Го гледа вашиот настап на една друга телевизија, на вестите, и отидов на вашата на вашата страна каде што се повеќе луѓе хронично болни кои едноставно барате да не бидете сега вратени на работа. Образложете го вашето барање, ме молам. Вака, сега само веднаш да расчистиме една работа. Значи, вие рековте дека сум представник на една група од хронични болни кои сме на Facebook. Меѓутоа, ние сме таму здружени, не сум представник, неко еден од луѓето кои се во истата или во слична ситуација. Значи, јас верувам дека ќе се најдат повеќе истомисленици, меѓутоа, пред се ќе го кажам проблемот кој јас го имам и кој многумина, според тоа што го пишуваме на таа Facebook страница, го имат истиот или сличниот проблем. Добро. Значи, еве за што се работи. Првата работа до која дојде голема недоумица која дојде е таа дека нели со новата уредба на владата дека треба тие што сме хронично болни да извадиме потврда дека нашата здравствена состојба се влошила. Добро. Што е спорно тука? Најпрво е тоа спорно, бидејќи
Ние никој не кажуваме дека нашата здравствена состојба влошена. Ние и до сега бевме работоспособни. Сега со новото, според тоа што ги гледаме нели на Facebook и на другите страници кои што го споделуваме, и тие што отишле нели што земале потврда, кои побарале всушност потврда, им е оспорено и им е дадено од докторите дека тие се всушност способни за работа. Тука не се работи за нашата способност за работа. Јас и пред 6 месеци бев способен за работа. Значи ние одиме на систематски преглед. Компјутерот? Ние одиме на систематски преглед. Добиваме таму нели дали сме ние болни, не сме болни, со какви болести, нели да речеме некој можеби има поголема болест, па ако праќат нели на тестови, не знам, можеби не дај Боже нели ги праќат и на инвалидска пензија. Меѓутоа, јас не сум во таа категорија и повеќето од нас не се. Ние сме работоспособни со одредена болест. Например, кај мене се работи за обструкција на дишните органи. И тоа јас го имам добиено од лекарски преглед, каде што сме пратени од систематски преку Невромедика. Каде што е утврдена тешка обструкција. Што значи дека ако вие подкачите корона, тоа може многу лесно и огромен процент да биде и фатално по вас. Па да, за тоа всушност се работи. Во моментов се сведе дали сме ние работоспособни или не сме. Не се работи за нашата работоспособност. Се работи за опасноста која ни прети доколку ние заболеме од корона. Значи, доколку ние заболеме од корона, што значи тоа за нас? Тоа значи дека нашите шанси се 5% можеби да преживееме. Не заради тоа што сме сега болни, него заради короната која влијае на веќе постоечките болести. Да, ве слушам, немам подпрашања. Сега со оваа ситуација ви излеговте во јавност. Има ли некој кој ги брани вашите права, кој ги застапува вашите барања? Дали вие ќе се организирате, дали ќе поднесете од име на граѓани некако како здружение? Како ќе настапите, бидејќи ова е, како што вие го објаснувате, прилично сериозно, и ако не знам, ќе ги отворам телефоните да видам дали ќе има некаква дебата и што ќе кажат другите гледачи. Па ние сега во моментов единствено што ни останало тоа се социјалните мрежи, нели преку Facebook веќе што сме организирани во група, тоа не е единствениот начин, постои таму петиција која ја подпишуваме и која ја приложуваме. Немаме ние друг начин, освен тој начин и еве сега преку медиумите и да ги објасниме некои работи. Бидејќи овдека ние испадна дека сме неработници и не сакаме да работиме, дека заради тоа ја користиме короната за едноставно да не одиме да работиме. Па вие некако како да го артикулиравте еден гледач кој пред некој ден се јави токму со тоа. Што има, вика, како иделе до сега, така ќе идат и од сега. Едноставно ќе ги применувате мерките на заштита, маска, дезинфекција и така натаму, а секако институциите кај што работите или работните места да се придржуваат така што и хроничните болни ќе можат да ја завршат работата за која се платени. Ваше мислење? Да, тоа е интересно. Навистина интересно. Бидејќи, јас работам во општина Кисела Вода. Не знам дали сте биле, многу ми знаат нели какви се канцелариите и просториите во Кисела Вода. Значи тоа се стари бараки, 60 на години, каде што се мали канцелариите, невозможно е да се држи таа дистанца помеѓу колегите. Да не ви објаснувам како е на Сабајле тоа миризба таму. Невозможно е да седите вие 6, 7, 8 сати со маска. Не можете, например, по големиот број на канцеларии се невозможно е да држите дистанца едни помеѓу други. И еве кажете ми како јас кој имам респираторни проблеми можам да издржам 5, 6, 7 сати без да извадам маската. Мене на два пати ми се деси сега нели во летниот период кога мораме нели ние да идеме да напазариме, два пати ми се деси во продавница да ми се соши. Бидејќи не може, друго е кога дишете со маска, друго е кога дишете без маска. Дали лекарите ви даваат потврди дека не би требало да идете или општината ве тера да идете на работа? Значи едно, дали добивате лекарски уверенија и зошто не, и дали општината, работодавецот поточно,
инсистира да се вратите на работните места. Збориме и Вака за сега. себе, Значи, за вас до лично сега, и за сакам да го другите. потенцирам това. Да? Ние имавме потврди, нели, дека еве кога беше загадувањето и сите тие работи, да, работодавачот не излегуваше во пресрет, јас сум бил секогаш ослободен кога било загадувањето, нели, кога ќе прогласат мерките и тоа не било проблем. Сега се јави друг проблем. Значи се јави проблем според тоа ние што го гледаме. Јас се закажав да речеме на 9 октомври. Информациите кои ги имаме, кога сега ни ги дават бидејќи нели дали ни е влошена состојбата, докторите даваат дека ние сме способни за работа. Јас повторно ќе потенцирам. Ние не тврдиме дека сме неспособни за работа. Меѓутоа, доколку ние заболиме од COVID-19, за повеќето од нас веројатно тоа би било ковно. Добро. А постои ли начин сепак да се заврши работниот процес? Сепак, еве, 6 месеци некоја поштеда во ред, солидарно општество, добивте и така натаму, но има луѓе кои се на работни места каде што физичкото присуство е императив. Ај сега да не набројувам, но некои работи секако дека можат да се завршат од дома, но за некои работи е потребно лично присуство. Како тогаш ќе се вратиме во нормала за функционирање? Поред, затоа во тој проблемот со све се генерализира. Нели, треба да се види кој може да работи од дома, кој не може да работи, каде постојат услови, каде не постојат услови. На крајот на криштата ние еве не бараме сега да бидеме ослободени скроз, па да земаме цела плата. Во моментов нели е доколку не одиме на работа дека ќе ни се одвие како да сме на боледување. Па јас знам многу луѓе кои заради своите слаби примања и кога им кажа дека ќе им се одвие на плата, се спремни да го ризикуваат со сопствениот живот заради примањата. Тоа е нивно право. Значи, не се работи, ние еве се сожуваме и дел од нашите плати да се одбијат. Така, тоа е еден од начините. Помил ви е животот. Но што ви кажат работодавците, еве конкретно и вашиот, еве и на другите? Какви се искуствата? Инсистираат да се вратите на работа по секоја цена или постои простор? Па еве, сега што се деси последно, значи во понеделникот јас бев во понеделникот официјално нели имав иземено и годишен одмор, кој ми завршуваше во понеделник. Во вторникот ми се јави и побара да се вратам на работа. Јас ми му кажав на тоа дека според сите нели на телевизија кажување до 23 сме ослободени. Колешката немаше разбирање за тоа, меѓутоа јас се јавив кај секретарот на општината и ми беше одобрено наредниот ден додека се утврди дали важи се уште таа уредба до 23 и сакам да кажам на некој начин дека да, ми беше излезено во пресрет и после проверката нели дали е тоа така, моментално сум ослободен или до 23. На некој начин излегува во пресрет, меѓутоа уредбите кои ги донесува владата се од повисоко ниво. Добро. Што конкретно ќе барате како тоа да се реши вашиот проблем? Знаете што, кај нас има еден друг проблем. Значи, еве се донесуваат разни уредби, се и се што. Меѓутоа, одека, например, кога ќе се сгреши некоја грешка, никој не одговара. Јас сум многу регламентиран на тој начин, за тој начин на однесување. Ќе се деси, да речеме, одговорно министерство, одговорно и секогаш е одговорноста колективна. Не, кога овдека кај нас ова што го прават, ако сгрешат, тоа е по цена на нашите животи. И еднаш за секогаш треба да се знае, ако некој донесува такви одлуки, тие што донесуваат одлуки дека треба да одговарат. Не може да речеме премиерот и Венко Филипче министерот да донесуваат такви одлуки и да не одговараат после тоа кога десетици има можност од нас да починат. Ај вака да ве прашам, какви се искуствата со, не можам да кажам колеги, би било вулгарно и некоректно од мене, со луѓе со слична ситуација во соседните земји, во светот, дали ги следите, работите, како таму се решаваат тие работи? Еве, не мора да идеме во совршените земји, каде што стандардот е највисок, Норвешка, Шведска, Данска и така натаму. Еве да идеме во околината, како е во Србија, како е на Косово, Албанија, Босна, Грција, Бугарија, како е тоа решено?
Дали имате некоја представа? Ја немам информација, па би ве молел да споделите. Имате ли некоја компаративна... Да ви кажам, прво е тешко и да се споредуваме со тие земји, затоа што во споредба со тие земји па ние имаме најлоша, кај нас е најлоша состојбата. Еве денеска имаме 11% имаме од заболените. Добро, тогаш ќе оставиме некој од гледачите да се јави да каже дали има некако искуство или знаење како го решаваат нашите соседи тоа прашање. Оти обично гледам дека и кај нас мерките не се нешто што ти ја знам некаков институт кој сам донесува одлуки, туку копи пасте како е во соседството, така и кај нас малце доцниме заради изборите и нели формирање на влада и сега нели се брза да се заврши се што е можно побрзо, иако вашето здравје е приоритет, како и здравјето на секој човек, и тука имате апсолутно поддршка, но треба и некако општеството да функционира. Баш ме интересира, мене ми е тука многу, еве, од некој од вашата група, ако може да се јави исто така во програма, режијата нека ги дае телефоните. Не, ќе те оставам, само да насочам, тоа ќе има 5 минути дури се влезе у програма, па да посочат, еве, како тој проблем да се реши, ваше мислење, или како тој проблем да се решава во соседните земји и дале може да се аплицира и кај нас. Повелете, продолжете. Да, знаете што, еве сега кога ги спомнавте изборите, да ви кажам, јас сум многу револтиран. Пред изборите, знаете како вика? Како? Животот и здравјето на нашите граѓани не е најбитно. Ама изборите помина, сега веќе не им е најбитно. Сега гледам кој кај ќе седне на која фотелја. Мислам, крајно сум револтиран, а верувам дека и многу голем број на луѓе. Не ослободија кога беа процентите многу пониски, кој што имаше 10, 15, 20 заболени, сега не враќаат кога има 180. Ве разбирам. Да не збориме сега што кога ќе дојде загаденоста. Плюс загаденоста, плюс короната, ризикот е уште поголем за вас. Ризикот уште е поголем. Дали имавте... Сакам... Дозволете ми. Дали имавте толеранција и допуштение од вашите работодавци, конкретно еве и вие општината и така натаму, значи јавна администрација, дали приватните вашите колеги со кои разговарате колеги, ајде да речам соборци, луѓе паталци што си имате мак, дали има разбирање за време на големата загаденост да бидете ослободени или не знам како ве третира, како го решаваа тоа? Да. Јас сакам и друго да го потенцирам. Ја им се заблагодарувам и на колегите кои се јавува и кога е загадувањето. Знаете што? Јас на пример имам сознание дека во нашата општина неколку пати се случува да има заболени од ковид, дека цели бараки, цели оделенија се во карантин. Јас да ви кажам, еве имам и сознание дека не знам обвинуваат кај вас во општина не носат маски, па да ви кажам и невозможно е во тие услови да носат. Јас би сакал да ги поздравам моите колеги и сочувствувам со нив затоа што работат во такви услови. Ние 30 години никој не најде за сходно да направи нови канцелари. Сакате да ми кажете кога би имало навистина добри услови, кога не би имало пренатрупаност во нели работните простори, тогаш не би имале проблем. Но овдека, значи, не само што сте хронично болни, туку и условите на работа не гарантираат безбедност не само за вас, туку и за другите, нели, слични со ваше заболување, мислам со хронични заболувања. Тоа сакате да ми кажете? Господине Јанко, да? Сакам да ви кажам една работа. Значи што се работи конкретно за загадувањето, пошто тоа е директно нели со нашите болести, да речеме. Воздухот е основата на животот. Ние како хронично болни, посебно тие што сме нели со проблеми со дишењето. 6 месеци знаете нашиот живот како се сведува. Одиме на работа и се враќаме дома и седиме дома. Во полукуќен притвор сме. И да ви кажам, не е лесно да се седи дома. И сега овдека после наредниве 6 месеци, знаете како има некои ни викат: "Абе, вие си седите дома, вас ви е лесно." Па еве сега кога беше короната, кога беа карантините, полициските часови,
Па ја слушам малтене бунт ќе направија тоа. Леле, викендов ќе бидеме затворени, не могат да не пуштат. Како ние на нас по 6 месеци или по година дена што седиме затворени? Еве 6 месеци моето живење знаете како се сведува до продавница и назад, купување пакети и одење дома. Ова ми звучи како нашиот колега кој исто така имаме во телевизија, кој хронично болен, кој заради својата ризична ситуација мораше да остане дома. Кога комуницирав со него, ја истото му викам, седи бе, уживај, а бе вика, не ме уживање, бе вика, седам, вика, како вика, снајпер да ме чека надвор, вика, така се чувствувам. Ништо не ми е убаво. Една недела може да ти е добро дома одмори, ама не искачаш нигде, вика. Се осеќаш. Значи, сочувствувам, ги знам вашите проблеми, разбирам како е, не е лесно, а во градов да најдеш здрав човек, тоа е вистинско чудо. Почитувам... Ме прашавте за условите на работа. Добро. Така? Да. Еве сакам да ви кажам, јас не можам да се пожалам дека мојата работа е нешто посебно тешка, да речеме, ја не работам на нива или некоја тешка физичка работа. Работам интелектуална работа. Па, мене да ви кажам лично, и ми е мило с колегите да работам, да се работувам и да се социализирам. Зар мене ми е лесно да седам дома цело време? Па, ако е толку лесно седењето, јас, знаете што, многу се револтирани на тие луѓе кои ни викаат дека лесно е си седите дома. Па еве нека пробаат да седат дома. Па зашто го измислиле тоа куќен притвор? Па ние одлежавме повеќе дома него некои криминалци. Поштени луѓе лежиме од куќен притвор и нас не било лесно. Океј, господине Матовиќ, ја ви благодарам за јавувањето. Ја ви благодарам за воведот кој го направивте. Темава ќе ја ставиме, режија, како да напишеме, еве, нека биде хронично болни и враќање на работа, еве, хронично болни и враќање на работа. Еве, нека биде таков наслов, за да им текне на гледачите. Телефоните се отворени за вашите јавувања. Ја навистина добив многу вакви реакции, не само за хронично болен. Ја, например, имам реакција од една мајка која е млада мајка, која има близначиња 15 месечни и инсистираат да се врати на работа, но нема жената каде и кому да ги остави децата. И она е принудена, значи, не само што ќе иде во финансиска беда, туку не е спремна децата да ги жртвува, па и она хронично болна, со тоа што ќе дава отказ од работа. Мислам, се случува еден крах во општеството. Знаете што, многу е лесно да исплюкам власта. Ја и онака по вокација сум некаков опозиционер. Но ги разбирам и власта. Знаете што, ние имаме нова ситуација. Многу е лесно, нели, србите ќе кажат Вучич е крив, ние ќе речеме Заев е крив, нели, бугарите ќе си кажат нивниот е крив, но ние имаме една нова ситуација. Ние имаме ситуација каде што Светската здравствена организација греши. Пред неколку месеци, она негдека во март месец дали паметите, ја е пренесов меѓу првите таа вест, дека маските биле штетни, да не се носеле маските. Па имаше 2-3 недели дебата дали маски да се носат или не. Сега имаме апсолутни правила, мора да се носат маски. Па добро, тоа двоумење, колку животи чинеше од оние 2-30 милиона што почина од корона? Господине Јанко, дали сме на линија? Да, вие сте на линија, но ја би ве замолил да ги слушнам другите гледачи, ама еве ако инсистирате и вие уште нешто. Една минута. Ај, добро. Вака, господине Јанко, знаете што, јас разбирам дека не може, мислам, нова е ситуацијата сите тие работи. Меѓутоа, овдека се работи за нашите животи. Значи, не може да се прават вакви експерименти со луѓето. Не може ние да бидеме заморчиња. Океј, во право сте, ви благодарам за јавувањето. Еве ме интересира каква е ситуацијата со нашите соседи. Македонија обично најблиску со реакциите со Србија. Единствено касниме со кината, отварање и театри. Тоа не ми е јасно, ама го оправдувам заради доцнењето на формирањето на новата влада после изборите.
Кината, например, се отворија уште поодамна во Грција, во Србија, театрите функционираат, постојат протоколи, Diamond Formation, преку еден ред, 2 метра, 30% само од капацитет и така натаму. Но ова е небитно, животите се битни. Еве, повелете. Тема хронично болни и враќање на работа. Одлично, браво режија. Ете во живо, ништо не беше договорено, освен јавувањето непосредно пред емисија со господинот Матич, кого го видов. Имаме веќе гледач на линија, па да видиме каде ќе се одвива разговорот, бидејќи јас сум љубопитен на вистина и за мене ова тера инкогнита. Добро вечер. Ало. Добро вечер. Јанко, здраво. Сакам да прашам претходниот гостин кој вртеше исто, едно па исто, кажуваше 5 пати. Кај е границата меѓу хронично болни прво и болни, акутно болни, да речем. Јас имам колега на работа кој е хронично болен, па не сака да седи дома и оде на работа. А има ли услови за него на работа, заштита? Ама условите у Македонија не се, на многу места се не се што треба да бидат по закон за безбедност и здравје при работа. Меѓутоа, настрана тоа, ние и до сега сме работеле. Што е проблемот? Ама до сега немаше, само вака, ќе се објасните, ама до сега немаше корона. Коронава, иначе зошто ги ослободија 6 месеци? Коронава не помина, ние имаме корона и смртност како никогаш до сега. Да? И без корона хронични болни починувале, нели, умирале. Значи не може сега испаѓа дека од како има корона, дека се зголеми бројот на починати, да речеме, или ако тргнат на работа, дека ако сака да седат дома, по мене владата сгреши тука уште од самиот старт. Требаше да им се дадат да подпишат изјави на 70-50% од платата и нека се седи дома 2-3 години додека се заврши оваа пандемија. А да седи некој да оди на работа и да зема иста плата, а гледаме дека е криза и доаѓа до економска криза, ќе дојде, сега сме во рецесија, ќе дојде и депресија економска, веројатно, ако се продолжи вака. И сега тие што работат 100% од плата и овие што седат дома, дел од нив, самиот кажа дека оди до маркет. И па добро во маркет, нели е ризично за него хронично? Така е, но... Дел од нив се слушаат младите дека одели во странство да чуваат деца на своји, да работат за овие 5-6 месеци кога се пушти. Тоа е злоупотреба, апсолутно. Ние овде не збориме за злоупотреба, овде збориме сега на граѓани кои сериозно се болни и се хронични. Имено... Ама кај е границата? Добро. Тој стварно загрозен, Они тешко беа... болен, тоа што е за инвалидска пензија, ме разбираш? Дали го... Да, па нели, он вика, ја не сум неспособен, само ризикот за мене е голем. Сега, јас да не ги бранам, вајда го слушнавте, се надевам го слушнавте, он рече дека е спремен за помала плата, или да му се даде... не е спремен, дека луѓе сака да тргнат на работа, Не, ако рече дека е спремен. Плата, ќе ризикуваат, но ќе одат на работа. Некој да. Некој да. Значи, работата е парите се кај него. Имам 100% плата, ама да седам дома една година, така? Океј, што предлагате вие? Па да нека дадат изјави сите тие што не сакат да одат на работа, 50% владата нека и понуди договор, секоја институција и секаде во секоја фирма, 50% од платата додека седи дома. Добро. Па да видиме која бројка ќе биде токаш, која општество сме ние да издржиме 20-30 луѓе да седат и да земаат 100%. А како е тоа во другите земји? Еве, ајде, Македонија е бедна земја, финансиски, да кажам реченица, да ме чујат гледачите, одговорете ме. Како гостин ве третирам, дозволете ми да ви поставам. Не се слушаме добро за тоа. Значи, колку и да ме слушаш, толку не мора добро, важно да ме чуеш. Каква е ситуацијата и како го решава ова соседниве земји наши? Да. Јас не знам како го решавале, меѓутоа веројатно имаат веќе решение за тој проблем, како што го решија проблемот и со школството и со градинките многу порано од нас. Добро. Ја ви благодарам за, нели, ова треба да нели, ве разбирам и така, ви благодарам што се јавивте, што се вклучи. Да, ми беше која е границата меѓу хронично болен, не знам ризикот, кај е таа граница, кој може да оди
Сега, еле, јас кажувам пример, колега имам, не сака да фаќа кривини и е хронично болен, и вие веројатно имате некоја хронична, ја не знам, па секој човек има некоја болест. Па јас сум инфаркташ, ја пијам 4 таблети секој ден на 6 сати. Различни таблети за притисок и за срце. Ама ја имам услови. Ја, мене од тука до ова сам сум у студио, немам проблеми. Ја, мене нога да ми исечеш, све да правам, само дома да не ти седам. Мислам, Добро. ја морам да седам на работа, но тоа е мој избор. Тоа е мој избор. Кој ќе ве плати вас ако седите дома? Како? Кој ќе ве плати вас ако седите дома не ја правите емисијата? Па мислам дека да, ве разбирам, да седите дома. но само да ти кажам, за разлика од некои други, газдата на телевизијава, ние овдека не сме милиардери со не знам какви високи плати. Ама цело време за кризата имаше луѓе кои ги ослободи од работа заради ризик, ја послуша власта и им плаќаше фул плата. Значи испадна многу фер и ден не ни задоцни плата. И мислам дека е добар пример, а и сакам да се пофалам не заради мене, сакам да се пофалам дека може работодавецот у кризни времиња, кога стварно ни беше густо, да одигра фер. Бидејќи многу луѓе беа отпуштени од работа, немаше плати, доцнеа и така натаму, нели? Ете, ние добро поминавме и сме благодарни. Јас сум благодарен, не можам да зборам од друго име. Но зборам дека она главното заради кое доаѓав и цело време кога се карав со колегите, држите дистанца, да не се приближуваме, ставајте маски. Јас сум меѓу постарите овдека, искрено да ти кажам, ако не и најстар, така што јас сум и најризичен овдека, така што и барам и инсистирам да има средства, ја бев прв кој побара средства за хигиена, маски за сите, да има ракавици, да има и така натаму и така натаму. Не е така едноставно иди на работа, ризикој како било до сега. Ја немавме корона, коронава е како дамоклов меч. Знаеш, и мене не ми е svejedno, јас сакам да доаѓам на работа, цело време као да имам некој, знаеш, она ласерче точка од снайпер. Не знаеш која ќе те пукне. Ама таков и па и животот конечно. Сега ве разбирам и вас. Јако слагаме во тој дел. Ама на почетокот властите дозволија да одат да седат дома додека не се знаеше доволно за вирусот. Ама никој не знаеше, тоа го зборам. Не властите. Цел свет тоа го правеа, па никој не знаеше. Да, ама сега веќе е друга ситуација. Во цел свет се опуштат и почнуваат да одат на работа, се опуштаат мерките, бидејќи економиката и воопшто секи колабира. Тоаш нема ни здравство за има. Здравството од кај ги црпи средствата? Така е. Од реалната економија. Така е. Нема економија, нема здравство. Нема од... Да. Па таа е суштината, тогаш Благодарам за јавувањата, да чуеме друг гледач. Важи? Океј. Режи, ако имаме друг гледач, ве молам вклучете го во програма. Има многу, пазете, не застапувам ниедно. Никого нема да бранам, ниедна страна нема да ја зафатам, но ќе поставувам и контра прашања затоа што ако ви зазвучи дека заземам страна, тоа е само заради да излечам што е можно повеќе од вас на оваа тема, бидејќи верувајте, ова е сосема нова ситуација за човештвото, како ние хумано ќе се однесуваме, како ние ќе го решаваме овој проблем, а треба и да функционираме, а треба и да преживееме. И сега тука ме интересира да ви кажам како и стручни лица шутиња, вие ништо не сте помалку стручни со вашите кажувања. Добро вечер. Добро вечер, повелете, дали се слушаме? Се слушаме одлично. Јас би сакала нешто да изложам околу хронично болните. Спаѓам во таа категорија. Се чувствувам навистина повредено кога ги слушам гледачите како зборуваат, како ние нели се уживаме, лежиме и ни даваат 100% плата. Нормално кога не би била короната, јас сигурно не би седала дома. И не би било тоа мој избор. Како прво, ниеден не се запраша со години во нашава држава, има некои си рамковни, кои што никогаш не се појавиле на работа, а зимаат плата. Колку години се тоа?
Состојбава со коронава, еве нека трае да речеме уште една година. Дали државата ќе пропадне од тоа, а не пропадне од рамковните? Друго што сакам да кажам. Имам предлог. Нека биде боледување за оние што се хронично болни и што мораат да останат дома. Точно дека има злоупотреба, но постои комисија, како на времето јас се сеќавам дека постоеше комисија во работната организација доколку некој е на боледување, па таа комисија имаше право да отиде и да му направи контрола. Значи постои и за злоупотребата, постои мерка или санкција доколку некој си ја прекршува. Пред некој ден, не знам дали некој од гледачите имаше една емисија, еден доктор кој што бил во некоја си комисија за потврди за овие што се лекарски потврди, изборуваше околу оваа ситуација. Колку што го разбрав сега, дека наводно ќе се формира некоја комисија во ова меѓувреме до 23-ти, ќе се формира некоја комисија во здравството која што ќе определи за која конкретна болест ќе следува боледување и колку би било тоа боледување, дали да речеме за хронично болни од астма, хоп или канцер, би било различно време траењето, дали 2, 3 или 5. Друго уште нешто што е исклучително важно. Во општество како што е ова и во држава каква што е економската ситуација, каква што е и сите овие мерки што не се превземаат и што сме прво место во загадување во светот, значи и со тоа што не сме заштитени од државата, последиците, значи на она што има голем број на заболени, треба си државата малце да си ги погледне и кон себе. Значи причините за некои болести лежат и во загадувањето, колку што знам. Значи не може некој само да го префрла товарот на хронично болните затоа што унаводници уживаат дома. Точно како што ви рекол колегата, се чувствувам како некој да ме гледа ни снайпер. Точно така се чувствувам и јас. Затоа што со месеци јас исто, заради загадениот воздух, не сум во можност да излезам и да живеам и да функционирам нормално како што треба да функционира еден нормален човек. А за тоа сигурно јас само не сум виновна. Сега, Чара, по вас, што треба да се направи? Јас мислам дека треба да се направи комисија, доколку се прави некоја комисија за определена болест. Доколку некој само иницијативно хронично болен си потпише на своја дека сака да оди на работа и покрај ризиците, нека оди. А другите, доколку мораат, односно сакаат да останат дома, заради тоа што се плашат за својата здравствена состојба, да имаат можност да седат дома и да користат некое боледување. Но и не е исклучена можноста. Секоја работна организација која што има можност да му овозможи на вработениот било што да работи од дома, да исполнува некакви задачи, да ги исполнува. Ние сме болни, меѓутоа не сме да не е ковидот, ја сигурно би си била на своето работно место. Значи постои некаква опасност што мене ме спречува јас да си ги извршувам работните задачи и затоа не треба да бидам сватена дека сакам да избегнувам работни обврски. Што би требало да се направи за вие да се вратите на работа? Па да се намали бројот на заболени пред се. Еве сега почнаа да се отварат училишта, ова ќе се отворат училишта, се отворија градинките. Да видиме ситуацијата како ќе се движи. Може би ќе затвориме пак или сето ова да се случеше да тргневме барем во мај месец на работа. Кога можеше да се искористат, да се отвараат прозори, да се луфтираат простори или некои работни обврски да се извршуваат надвор. Значи требаше се задоцни со таа мерка. Сега ќе се затвориме внатре и самите тие знаат дека постои ризик и од други заболувања, од грипот сезонски што следува, од сето ова. А што, еве пример да ја прашам државата, не врати сите нас, нели, еве на работа. Тргнеме на работа. Што ако енормно се зголеми бројот на заболени? Што ќе прави тогаш здравствениот систем? Дали тогаш тој нема да колабира? И тоа ме интересира. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Благодарам за отстапениот простор. Лека ноќ и пријатно. Ние одиме со следниот гледач.
Viber или Messenger? Messenger. Океј, одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, господин Јанко, јас сум Николче од Кавадарци. Аха. Океј, Николче, можеш ли една секунда, има некоја ситуација на улица, нешто со полиција, биди на линија, ведно се враќаме, не пуштај ништо, само стави ја мртва шпицата. Морам итно да проверам дома дали ми е ситуацијата се во ред. Во ред, приватно. Вратиме. Се извинувам, почитувани гледачи, има некоја информација дека некои мои блиски особи се надвор во близина. Таму Скопје е блокирано во паника, има дојава за бомба на позната локација, некаде на партизански одреди била дојавата. Се извинувам поради ова, мора приватно да се јавам, сепак одговорноста е таа. Продолжуваме со вашите јавувања. Добро вечер за следниот гледач. Повелете. Јас сум Николче од Кавадарци. Повелете, господине. Јас имам мајка болна, хроничен болесник. Да, слушам. Ве слушам и јас и јавноста. Ве слушаме. Зборете слободно, не застанувате. Имам мајка хроничен пред 2 месеца оперирана на рак на желудникот. Има рак на белите дробови и тумор на мозокот. И никој не ми излега во сусрет дали за вработување. Има никој не ми помага за финанси или за облека. Значи, со една плата од 200 евра плачам кирија, 15.000 зема плата. Ако може некако да ми се излезе во сусрет, ве молам, господин Јанко. Ја не можам да ви излезам ни финансиски, ни материјално. Еве, упативте апел, како да ви помогнам, ја не можам да ви помогнам. А број да ви оставам телефонски? Не ми оставајте, што ќе правам јас со вашиот телефон? Не, за кој ако сакате, кажете го. Ама, знаете што е проблем? Совет за радиодифузија не ми дозволува да се објават телефони. Значи, ако објавите апел некаде на социјални мрежи, па некој да го пренесе, бидејќи не можам да утврдам дали е тоа вашиот телефон и морам да имам законска одговорност ми е. Значи, телефонски не можам да правам апели ако не се верифицирани од негде. Имате социјална служба, обратете се во општина, во социјална служба, сочувствувам со вас, стварно не знам како, но штом стигне таа информација од редакции и така натаму, ја немам редакција да дојдам да ви снимам прилог, тоа мора некоја поголема телевизија да се обратите. Со задоволство ќе пренесам до јавноста, ќе објавам за да ви се помогне. Вака не постои начин, верувајте. Ја ризикувам телевизија. Благодарам многу. Лека ноќ и пријатно. Одиме, значи темата е и понатаму. Режија, ги имаме телефоните овдека? Да, се извинувам заради малиот прекин, но продолжуваме понатаму. Да, можеш да ги вратиш телефоните? Да. Темата е хронично болни. Имавме на почетокот на емисијата и јавување. Дали имаме друг гледач или да направиме... Добро вечер. Одлично, имаме гледач. Повелете во програма. Сте. Да, добро вечер до сите слушатели. Многу интересна тема. Меѓутоа, едно сакам да кажам, дека верувам дека ниеден хроничен болен не посакува да биде болен и дека најголемо богатство на секој човек е да биде здрав и среќен. Се слушаме? Да, ја молчам, ве слушам. Нормално. Да, се извинувам. Знаеме дека од многу разни причини и последици сите овие хронично болни, од разни причини се болни и секако седат дома, бидејќи не можат да одат на работа и нели беа донесени и такви одлуки. Сега одеднаш се донесува едно ново решение, едно нова одлука, ајде сега и хронично болните да ги враќаме назад на работа. Јас мислам дека сите ние здравите треба да сочувствуваме за овие болни и дека треба се уште да трае тоа боледување, нормално да очекуваме кога навистина ќе се намали бројот и на болните и на починатите. И мој став конечен и мислење е дека навистина треба да седат дома и да си зимаат плата, а ние што сме здрави и прави да си одиме на работа и да работиме. И тоа е еден голем придонес како и за болните, како и за нас, така и за општеството.
И мислам дека и оние што седат дома, а што се здрави прави, и тие веќе треба да стварно да дојдат и да се вратат назад на работа, без разлика каде се, дали се тоа државни или приватни институции, али знаеме дека и заради ситуацијата, дека и од многу приватни фирми, нели зависи од дејноста, и тие знаат да седат дома и да се завршат работата. А секако, ако и постојат услови, па и на тие хронично болните што седат дома, може по некоја работа да им се даде и да ја завршат. Нормално, нели, зависи од работата. Секако и се покажа дека и тоа е добро, со тоа се растерети сообраќај од загадувањето, луѓето се нели свртеа и мора беа принудени. Благодарам за јавувањето, ќе одиме веднаш. А само уште нешто сакам да како кажам. не повелете. Мислев да дадам шлагворт и реклама. Мислам дека може и да се воведе да се работи во 2 смени. Еве, за да нема голема... Така, ве разбирам. Да, за да не биде пренатрупано. За да нема големо нели зближување, да немаме многу контакти со колегите, колешките, можеме да направиме да работиме и во 2 смени, зошто да не? Ви благодарам многу за јавувањето. Одиме со уште еден гледач и времето законски ни иде да направиме кратка пауза после 60 минути. Па ќе го продолжиме разговорот. Очигледно дека навистина темава ги тангира многу граѓани. Добро вечер за следниот гледач. Ова што ми тинка, морам да проверам и проверувам во моментов каква е и состојбата со господинот Палевски кој бил денеска нападнат. Ќе информирам малку подоцна за тоа да видам, само да ги проверам информациите. Добро вечер. Добро вечер. Ги слушам, значи, гледачите, сите имат добри мислења, али јас се мој предлог, значи, до сите фирми кај што има хронично болни, секоја фирма може да обезбеди работно место за секој. Значи, од тие хронично болни, ама не да една штета на хронично болен, значи, работно место кој ќе биде допринос за фирмата, али сепак заштитен од вирусот или други зарази, али ова го кажам затоа што гледам запнати се да одат на работа. Ако веќе се запнати да одат на работа, да му обезбеди секоја фирма слободно место каде што ќе работи, а да не е во опасност неговото здравје. Така, ве разбирам. Да не ме задржу. Да, не ме задржувате. Ако сакате уште нешто, доискажете се слободно. Нема што да има некои други коментари, ама... Да, ви благодарам многу. Значи, негде на почетокот 20 на минути имавме вовет од еден господин во врска со хронично болните. Ја отворивме таа тема да видам дали навистина гледачите сакаат да разговарат. Има опречни мислења и тоа е добро и да слушнеме и да видиме што вие и како мислите да си помогнеме едни на други, што државата треба да направи, што ние да направиме. Кратка пауза, најкратка што може у свет спрема нашите обврски кои ги имаме и веднаш потоа продолжуваме со емисијата. Да ви кажам дека веста е лажна, Макфак се објави, значи нема никаква подметната бомба, имало вага. Еве, лажна дојава, ја блокираше партизанска, место бомба, пронајдена вага. Значи, родените во знакот на вага, кој наскоро им настапува нивниот месец, нешто мутат. Добро, во секој случај, како општество, малце и панично реагираме, не сме навикнати на вакви работи, терористички бомби и ово она, но мора да се реагира и добро е да се провери, младите се на улици и така. Во ред, се е окей. Ние можеме да си ја продолжиме дебатата за хронично болните, која следи од почеток, го слушна воведот од, да речам, гостинот, човекот кој не даде вовед што и како, постои веќе група. Имаше спротиставени ставови, имаше луѓе кои велеа треба, не треба и ги образложува работите. Секој на свој начин го разбирам. Може би и самите ние ќе се информираме, да бидеме поотворени, да не бидеме тврдоглави и бандоглави и да најдеме начин како да го решиме овој проблем. Знаете,
треба и да разбереме што е па хронично болен. Ме разбирате? Сега, хронично болен со висок притисок, тој е хронично болен. Колку е он подложен на таква работа? Но хронично болен кој е на цитостатици, каде што имуниот систем му е компромитиран максимално, знаете, такви луѓе можат и да функционираат на работа, но ризикот за нив е уште поголем. Значи, пак велам, ова е премногу стручен муабет, но би требало сите аспекти не ги знаеме и она што не можам да го дознам или да го чујам од вас е неверојатно никој не кажа дали има некакви сознания, па дури и јас, нели? И јас сум за критика. Како е ова решено во соседниве земји, да речеме? Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете во програма сте. Се извинувам, вака, јас сум од постара генерација масен луѓе кои сум работам во државна институција. Да. Работам. Јас само ќе илустрирам во мојата работна во живо институција статистиката. Немаме основни услови за работа. Немаме средства за заштита, немаме деца, немаме онако. За хроничните болни, јас мислам че ни пред да настане вирусот, пандемијава да настане, тие луѓе биле заразени од коронавирус. Ама тие иделе со полно работно време, работеле нормално како да нема ништо. Болеста си била. Сега треба да се направи, мисля, че нека има тука злоупотребување на тие со се хронични болни, секој стана хроничен болен само некото. Гледам и децата на улица се зобираат, седат по парковите, пијат вина, пиват од ноќи касо, а на школа не одат. Значи треба да се направи да се разграничи што е ризична болест од болест хронична, што ќе влие на здравјето од вирусот. И друго, значи видите, не може, еве јас сум здрава особа, не можам јас да фатам коронавирус и да настане смрт кај мене ако немам други болести, ако немам шеќер, ако немам стендови, ако немам крвен притисок и друго. Не може од короната вирус само да дојде до смрт да биде. Тоа да се разбереме, нема шанса да биде. Убедени сте дека е тоа така? Молим? Убедени ли сте дека е тоа така? Дека ако Па сте јас здрав... не убеден сум 95% дека е така. Добро. Многу се употребува на гото и сега пази што се, значи работните организации трпат, се губат работни часови. Како тие истите луѓе за пред во 2018, 2019 немаше вирус, иделе на работа со полно работно време и работува, сега државата им плаќа пари, дома седат, а тие може да отиде за тие 3-6 месеци на луѓе кои не се на работи, може да замине во странство, да работи приводно или не дека во државата да работи приводно плюс плата земе. А единствите луѓе одат на пазар, одат продавница, одат по кафиши на вечер, шетаат, гости идат и си враќаат. Мислиш ли дека треба масово да се направи која е ризична тој хронична болест кој стави стварно болеста може да настане смрт? Добро. Во ред. Јас само не би генерализирал, нели? Да. Бидејќи при генерализација можеме Биде да опфатиме. поздрави и толку. Да, благодарам. Да не генерализираме дека има злоупотреба, но тоа не значи дека тие што навистина се ризични треба да ги ставаме сите у исти кош. Генерализацијата е многу лоша работа, значи треба да направиме најдоброто што можеме. Знаете. Но, еве, ве молам, слободно говорете како и досега, одиме со следниот гледач. Ова што го гледавте, што ви го прикажував, е статистиката која иде во живо, која веќе 6-7 месеци иде, каде што во моментов покажува дека моментално има 30.242.000 потполно нови случаи, вкупно случаи на корона, со скоро милион починати, 21 милион оздравени, на 218. И во живо како иде, едноставно како на берза, ја постави ова Светската здравствена организација, за да сите организации навремено се информираат што и како е состојбата. Добро вечер за следниот гледач и повелете. Добро вечер. Добро вечер, господјо, повелете. Во врска со хронично болните и враќањето на работа. Така? Значи, јас сум ваша редовна гледачка, работам во здравство и би сакала да кажам дека хронично болните пред се, значи не се класифицирани онака како што треба. Тоа е една мала грешка од владата. Или голема, не знам како да кажам, зависи за кого како. Еве да ги посочиме диабетичарите. Овој вирус беше сосема нов, непознат вирус, за кој што никој не знаевме имуниот одговор како ќе биде кај оној кој што ќе биде веќе заразен или инфициран од истиот. Сега, сакам да кажам дека диабетичарите не спаѓаат во таа категорија на луѓе кои што се заштитени како хронично болни
кои што се со редовна терапија на инсулин или перостерапија, без разлика како и да е, сепак тие се со една тешка хронична болест, кои што требаше да бидат заштитени и поштедени од нивните работни места. Добро. Сега, друга ситуација. Значи, релативно сите ние имаме некакви си диагнози. Идеално здрав човек не постои. Значи, постои теорија за која што кажува дека здрав човек е оној кој што има психофизичка благосостојба. Меѓутоа, такво нешто не постои. Веќе филозофска категорија. Не е филозофска, ова е теорија која што докажана и сите ние носиме некаква си диагноза. Еве да речеме некој има анеуризма. Докажано е дека крвните садови се едни од кои што се кои што највеќе може да направат компликација, значи тромбемболи или други работи кои што може да ги предизвика вирусот. Значи, на крај би кажала моje мислење дека треба да бидат поштедени, да, оние кои што се посочени, да речем и владата мада и да направила грешка, нека бидат посочени и со ХОП. ХОП е хронично обструктивен бронхит, кој што за мене не е некоја диагноза, пушачите сите се со ХОП, да речеме. Значи сите што се пушачи треба да бидат поштедени од своите работни места, не. Тоа е нивно лично задоволство, секој има право да го живее животот. Меѓутоа, сакам да речам, значи оние кои што сакаат да бидат поштедени, од хронично болните, треба да им се даде 70% од плата, како што го прават во модерните европски земји. Браво, значи веќе ни компарирате како е решено. Значи, хронично болен си, дома седиш, 30% кратење од платата. Така. Во тој случај, секој ќе биде одговорен, значи, во консултација со лекар специјалист кој што го води како хроничен болен. Значи, да се донесе еден заклучок, самиот пациент со лекарот во разговор, колку неговата изложеност на работното место е ризична по неговото здравје. Тогаш, значи, ќе имаме соодветен одговор. Тогаш, оние кои што навистина се болни, имаат тешки заболувања хронични, тогаш они си ја знаат нивната лична состојба и нека си одлучат. Или ќе седат дома и ќе си земат 70% од плата, или ќе си одат на работа. Како здравствен работник, да ве прашам. Значи, неофицијално, не ве фаќам за збор. Добро. Што е по вас вака перцепцијата? Дали тие со белодробни, дали тие со нарушен имунитет, дали диабетичарите, зошто диабетичарите ги спомнувате дека се ризична категорија? Они имаат диабет. Дали кај нив имунитетот или се покажа испитувањата покажаа дека не знам, повеќе заболуваат или полесно се разболуваат? Значи, знаете што? Кога ќе се заразат диабетичарите? Го покажаа тоа, дека диабетичарите најлошо го поминаа овој вирус. Значи, овој вирус е сосема нов, јас не сум научник, сепак сум здравствен работник и не можам да кажам сега зошто диабетичарите дадоа многу лош одговор. Продолжете. На самиот вирус. Значи, има луѓе кои што биле релативно здрави, а многу тешко го поминале самиот вирус. Значи, плуќата била со билатерална пневмонија обострано, што е специфично за една вирусна пневмонија, која што јас работам 18 години во здравство, такви пневмонии, да речеме, интерстицијални, стручно да се изразам, билатерално обострано на двете белодробни крила, не сме виделе. Значи, за мене ова е нешто ново. Може ли да ве, како здравствен работник, вие сте човек и од науката, но може ли, бидејќи сте анонимни, да ве фрлам малце во шпекулација, па, ама спуштете ми, мислам, отфикарете ми ако ја преминувам линијата. Ви делува ли целава оваа приказна токму заради тие такви силни делувања, вакви работи што не сте виделе, дека се работи не за ново, туку за неприродно?
Бидејќи има многу шпекулации кои стигаат до мене, дури од веќе научни и здравствени кругови, кои се сомневаат дека ова и експеримент некаков, да речеме, лабораториско и така натаму вештачко, дека во природата не сме сретнале вака, не делува вака природниот вирус. Веќе политички, високо политички. Се извинувам, да не ве фрлам. Се извинувам. Не можам да шпекулирам и да кажувам сега дали е експериментално тоа или е случајно хаварија некоја станата или не знам што. Значи не можам да кажам, не знам, вистина, јас би ви кажала, меѓутоа не знам, стварно не знам што да кажам. Сепак е чудно и нешто ново ова што се појави. Јас се извинувам, не сакам никого да го навлечем на тенок лед, апсолутно си имате право. Како здравствен политика сепак ќе ви кажам, никој не знаеме дали некој експериментира со нас или тоа е случајно, еве да речам хаварија некоја. Но вашата изјава дефинитивно е вештачки за 15 затоа што имаше многу шпекулации на почетокот. Луѓето беа буквално во една тешка психоза. Значи луѓето мија новчаници, мија лебот го мија кесите во кои што беше лебот ставен. Значи тоа не беше живот, тоа беше преживување. Искрено да ви кажам, и ние што работевме во здравство, самите колеги од себе да не можеш да разговараш, да држиш дистанца постојано, да бидеш со маски, со визири. Значи ние поминавме низ еден пекол. Како сте сега? Сега веќе сме порелаксирани затоа што од искуство ние поминавме многу пациенти кои што беа со ковид кај нас. Значи ние имавме контакт со нив. Меѓутоа, значи заклучокот мој на цела оваа ситуација дека треба висока инфективна доза да се прими за да се инфицирате или подолг временски период да бидете во контакт, многу близок контакт преку тие флигелови капки кои што ги сврламе кога говориме, кога зборуваме, кога се смееме. Значи во близок контакт каде што тие имаат доме да речеме некаде од 1,5 метар. Потоа паѓа доле. Тој вирус е вештачки, само да ве прашам. Само да ве прашам. Што имате вака начуено, значи повторно, неофицијално, ако сакате да одговорите, колку еден излекуван може уште некое време да зарази други? Дали веднаш што се излекува веќе не може да зарази друг или потребен е подолг еден период да изолација? Потребно е, значи, период каде што 2-3 теста според мене треба да бидат негативни. Сега антитела специфични кај овој вирус нема. Значи, тие постојано би биле изложени на вирусот, мислам тој би бил за нас штетен, доколку имаме значи контакт со самиот вирус и да го прележиме, не дај Боже, значи како и сите други хемофилус инфлуенца, да речеме што е редовен вирус, што веќе ние сме навикнати на тој вирус, меѓутоа и секоја година го прележуваме и никако да стекнеме имунитет на тоа, нели? Така, дефинитивно така. И сега искрено ќе ви кажам, во вакцините јас се сомневам затоа што сепак ќе кажам дека јас се сомневам дека мислам не се сомневам, сигурно сум дека ова е вештачки вирус, меѓутоа се сомневам вакцините како ќе бидат направени. Дал ќе биде трајно? Дал ќе бидат тие или пак секоја година како за грипот ќе мора да се вакцинира? Без контраиндикации, дали ме разбирате? Значи дури секоја вакцина бара и говорам за целиот свет, значи така е. Ние не сме сигурни секој лек со години се тестира од животни до доброволни тест групи, па тие се следат на подолг рок да се види, затоа што не секоја реакција е после месец-два, понекогаш и после неколку години, па се следат на 1000 колку развиле, какви... Значи со години ние треба да го следиме тој процес за да ги видиме последиците кои што ги оставил вирусот, што е направил таа хаварија во организмот. Значи, тоа е системски еден вирус кој што системски го напаѓа организмот, најмногу респираторниот систем, да речеме белите дробови. Благодарам, господјо. Да, одлично објаснивте, искрено да ви кажам, мене ми е овој разговор многу поинтересен, вие што го терате, нели, околу здравствениот аспект и околу сите овие работи, до ежење ми е, ја уште одлагам со вашата фела да поразговарам за најновите сознанија, но сепак сум должен за хронично болниве и враќање на работа, луѓето се и болни, и уплашени. Како заклучок ќе ви кажам, 70% од платата специјалистот со самиот пациент да се одлучи дали он ќе може да го издржи тој напор на работа или ќе се остане на 70%, затоа што другите се дискриминирани дефинитивно, затоа што никој ние не знаеме што болест носиме.
Ние не одиме на тотални прегледи, 5 скенови да правиме и да видиме дали ние имаме некое скриено жариште или не. Никој не знаеме. Кога ќе се јави сигналот или симптомот, тогаш одиме ние на лекар. Или? Добивам пораки Така да сите ве сме оставам изложени уште да на риск, зборите. дефинитивно. Ај вака да ве прашам. Што значи ова по вас ке значи дека огромен дел од населението кој не е хронично болно, дека подитно треба да направи детални испитувања, анализи, ма тоа ќе биде голем притисок врз здравствениот систем, господјо. Можеме тие Мора здравствениот систем да повер- одговори, тоа нас не е работа. Значи, нема бегање, ќе се направи распоред, нека трае тоа, колку ќе трае, тоа во Телевизор. организација не сум многу вична. Компјутерот. Значи, има кој да си го организира сето тоа, меѓутоа мора да се направат анализи, мора детални, основни, и па и лекарот што го води, специјалистот, хроничниот болен, он веќе знае, неговата приказна ја знае, јасно му е се. И со разговор, со анализи, најнеопходни што се, самиот тој, секој си знаеме, ние, еве и вие лично знаете, кога вие сте спремни за нешто или не сте спремни. Дали вие сте спремни, можете да ризикувате да дојдете на работа или не. Значи, најдобар лекар сте самите на себе, пред се. Но одлуката секако ќе треба заедно со вас да ја донесеме. Одлуката, точно, со Мислам, лекар вие ќе специјалист имате и самиот одговорност да пациент. процените некој да не ја злоупотребува ситуацијата. Бидејќи Може да немаме се кој процени. друг да провери, сепак не треба, нели, за да имате вие плата, за да имаме ние добро здравство, општеството, стопанството мора да функционира. Од таму вие Така е, црпите плата. дефинитивно, Но тогаш мора да се покрај здравството вие ќе имате одговорност да знаете кој фолира, кој злоупотребува, тоа ќе биде, знам дека ви е работа, ама тоа можеме ли да го издржиме, велите работа ние. Ја пак ве прашувам, може ли да го издржиме. Можете. Можеме да го издржиме. Значи, Ние препоракат- некоја филозофија, нас тоа ни е работа. Ние треба со анализите, со пациентот што се води во континуитет, да се донесе одлука дали тој е способен за на работа, мислам, тој е способен да работи, он претходно како работи. И претходно имало и вируси, и од грипови обично се умирало и сите тие работи. Нели, ризикот за секого е голем. Значи, секој треба да биде внимателен и на работно место, и секогаш кога ќе биде излезен надвор од дома, ние сите треба да внимаваме. Никој не знаеме како нашиот имунолошки систем ќе одговори на вирусот, затоа што ви кажувам, имало ситуации каде што релативно здрави луѓе заглавувале до респиратор доаѓале. Еве рековте преска, спомнавте, па да ве прашам. Едно од најраширените хронични заболувања кај нас е дијабетот, рековте. Така. Дијабет Така. тип 2. Како дали има разлика измеѓу реакциите како поминуваат со дијабет тип 1 и дијабет тип 2? Знаете што, да. јас ќе ви кажам, секој е индивидуа за себе. Дури овие со Значи- тип 2 различно од години, од све и така. Јасно, многу јасно. Значи, тука најголема улога игра генетиката, имуниот систем. Многу фактори влијаат, сега да не набројувам, значи многу фактори влијаат. Секој индивидуа нема 2 и 2 во медицина, значи секој различно одговара на секоја болест. Реков- Некој од карцином живее, да речеме, 15 години после, некој за 15 месеци умира. Значи тоа е многу индивидуална работа и многу деликатно за да ние пресечеме сега. Да, овие мора да бидат поштедени, а овие не. Е деликатна, точно дека здравството треба, тоа ќе го истрпи. Меѓутоа, пак ќе ви кажам, самиот пациент или самиот вработен кој што е со хронична болест треба да одлучи дали он е спремен да работи, како се чувствува, неговата општа здравствена состава треба да го води. Уште ова, рековте на почеток и вознемиривте многумина, па ми стигаат пораки, рековте дека најлошо поминале дијабетичарите според вашата површна Според обсервација. некои статистики, вака што Статистики, сме... добро? Да. Зошто е, што мислите тоа така? Затоа што ги има многу или затоа што генерално кај дијабетичарите е најкорумпиран имуниот систем? Не знам. Да, јас мислам дека е најкорумпиран имуниот систем, значи тоа е тешка болест која што една рана да ви се отвори од обична бактерија, вие можете и гангрена да добиете. Не разбирате? На било каква бактерија дијабетичарот, значи зараснувањето на раната, да речеме да се сечете, да се пресечете или било што, значи кај него по-споро зараснува. Хируршки зафат кога треба да се направи, секогаш се зема во предвид и цела таа ситуација, дали е тој дијабетичар тип 1, тип 2. А тип 2? Како сето тоа ќе се изведе и
така натака. Како поминаа тип 2 според вас и вашите обсервации и информации кои ги имате? Значи, јас сум во диагностички дел, не можам да кажам кој како поминал, само можам да кажам колку лошо може да биде оштетен белодробниот паренхим од самиот вирус. Значи, тоа е мое лично искуство кој што можам да ви кажам. Сега, не сум општ лекар или матичен лекар за да можам да ги следувам сите. Да. Видите, кај диабетичарите е проблем што не им го признаваат ризикот од корона во овој момент, иако статистиките вие кажувате дека се токму на тоа, инаку диабетичарите не се воставени во таа ризична група да бидат заштитени од корона. Знаете што, јас кога би ме прашале дали е поризичен со ХОП или со диабет, мислам дека со диабет е поризичен. Господјо, Моje мислење. ваше ојавување е забележено, ја ви благодарам, си останувате анонимна, јас сум ви лично благодарен за се што кажавте. Ќе ја ставам на YouTube емисијава и ќе инсистирам на поширока дебата на темава, а вашево јавување ќе биде повод идната недела стручни лица со име и презиме да гостуваат во емисијава токму за ова што го збориме, затоа што веќе работите статистички ни се појасни. Моето мислење, тоа може би грешам, са никој не е најпаметен или како и да е. Треба повеќе луѓе да го разгледаат сето тоа и да се реши онака како што е најдобро за сите. Благодарам уште еднаш за јавувањето, лека ноќ и благодарам пријатно. што ме се слушавте, пријатна вечер. Намасте. Одиме со следниот гледач, се извинувам, сепак медицински работник, мислам дека беше информативно за многумина, а додека она збореше добивав постојано пораки со подпрашања и затоа ја задржав, инаку планирав како и секој по 3-4 минути. Ке ми простите, но мислам дека заслужуваше малку повеќе простор господјата од здравството со низините стручни објаснувања, колку толку, нели, секако недоговорени, unbiased и така. Одиме со следниот гледач. Ало, Повелете, добро вечер. добро вечер. Поздрав Јанко, Благодарам. овдека медицинска сестра од Одлично. Скопје. Да, повелете. Така, јас се јавам конкретно значи за мојот проблем. Иако здравствен работник, меѓутоа ете хронично со астма од 2018 година и со мерките сум дома. По барање нели на владата да се направат исследување, јас тоа го почнав од претходната недела. И значи во текст се испитувањата. Со тоа што значи некои испитувања се закажани за во понеделник и не се знае дали ќе стигнам јас до 23. Како здравствен работник од фирма ми се јавија дека на 23 доколку не ги завршиме прегледите, дека мора да се јавиме, мора да се отвориме боледување. Значи вака, во ретето, јас се сложувам, јас истото го кажав и на директорот, на сите претпоставени што ми се, значи, ова не е по наша желба. Значи, јас како здравствен работник сум учела дека треба да помагаме на луѓето пред се поради Хипократова заклетва, дека ние треба колку е можно од нас да дадеме за човечкиот живот. Затоа и факултетот што го завршив, затоа и желбата пред се. Меѓутоа, ете, дојде во контакт со инфлуенца од 2017 и врз база на сето тоа заболување кај мене се спушти на плуќа и установена астма и од тогаш сум со спреовите. На следново испитување сега што сум, значи даден ми е појак лек, Фостер. Значи на астматичарите многу им е познато тие што се полоши. И не знам како да ви објаснам дека ситуацијата не е како што многумина нели гледачи ја кажуваат. Јас се сложувам, значи нека ни на 50%, колку само да си ги купиме лековите, а до крајот на месецот како би истерале, тоа е, како да кажам, наше. Ме слушате? Да, ве слушам. Само ги објавувам статистиките за Македонија во моментов. Да. Така да, еве, спомнавте за статистиката, нешто во Ниш, јас имам роднина, што исто така јас ја прашувам, викам како, исто вика... Да, ова е интересно, кажете ми, како ги решаваат таму работите? Да, со тоа што и кај нив хронични болни, некои се ставени на скратено работно време, со тоа што се полесна форма. Меѓутоа, како мојата диагноза, и кажа ХОП, исто астмата, дека се ослободени. Викам, добро, дали се на целосна плата? Да, викам, за сега е 100% плата. Викам, добро, кај нас е уште исто така, меѓутоа, еве, пошто има многу револт
граѓаните, мој предлог и до владата е нека не стават на 50, на 70%, ја што викам само терапијата. А терапијата не е баш и ефтина, до 2000 денари. Така да, колку, кажувам, значи јас сум мајка на 2 дечиња, со сопругот исто со една плата, така да како да кажам. Мој предлог за да нема револт понатака, да нека биде платата намалена. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Фала ви. Пријатно. Одиме со следниот гледач. Илустрираме само со статистиките за Македонија, за светот на Џон Хопкинс универзитетот и на Светската здравствена организација. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер, господине. Вака би сакал само да кажам дека и поддржувам со овие здравствените работници сега што се јавија и дека, значи, нели реално е да биде со 70%, значи, нели, тоа како што е и пренесено и кажано е дека така ќе биде. Истото тоа, значи, би го рекол затоа што сите тие хронични болни, значи, јас ги гледав кај мене во мало или на работа, значи, имаше случаи кога им се јавува, а отишле во Охрид на одмор. Да, тоа е злоупотреба и тоа треба да се следи и да се санкционира. Нели? Така. Значи, да не збориме за лошите луѓе, да збориме за оние кои стварно си имаат мака, ние за нив ја правиме емисијата. А злоупотреба си има начин како ќе се, нели, како ќе се како тоа да си го решава тој проблем државата. Така. Се разбираме. Јако само уште би сакал да кажам нешто кога почна оваа запреканција со коронава. Така. Не знам, една ваша емисија ја гледав, значи тогаш, кога рече луѓе ќе го барате ова, ќе седите дома и си взимате плата. Кој го рече, јас? Да, мислам чисто беше нели на шега, не е така. Секако. И уште една работа ви кажам дека Драган Спасов Даци и Александар Митевски ја сгрешија песната. Што беше фино, вика, пред карантинот. Ја би рекол што беше фино во карантинот. Да, се прибравме дома, малце загадување, фамилија и така на. Камо да може општеството така. Да завршиме малку вечерта, да завршиме со шега, нели? Поздрав. Благодарам многу, се согласувам. Сепак е ова јади бурек. Да, така и треба. Сакам да кажам дека нели, во сето лошо сакам да најдам убаво. И во карантинот, кој е надвор од памет и се, човек да седи затворен. Но ете, нели, прочитавме малку повеќе книги, малку повеќе семејство, помалку загадувавме. Од тој аспект ми се допаднаа некои работи. Инаку, ја секогаш викав, најлошата работа, а веќе Светската здравствена организација тоа го кажува. Најголемата грешка на Светската здравствена организација е што го запре стопанството во светот. Вие сакате сега наука, сакате здравство. Здравство нема само од себе пари, тоа ги добива само од успешна работа на стопанственици. И ти му го гасиш бизнисот. Ние затворивме сите кафани. Најмногу што работеше во оваа држава? Казина, кафани, ресторани, хотели. Луѓе земаа пари. Со тие пари плаќаа сметки, плаќаа лекови. И вие се очекувате од каде пари? Плаќаа даноци. Од тие даноци се дава даноци за здравствениот систем. Дали разбирате дека мора да ја сваќаме целата синергија на едно општество, а не, видиш, слушај, раат ја да се обидам. Не е така. Последиците се страшни, а потоа ќе обвинуваш овој и оној ти е крив и така натаму. Сите сме виновни и сите сме заслужни. Нема некој индивидуално над или под. Така е поставено општеството. Добро вечер за следниот гледач. Ајде уште две јавување или уште едно јавување. Сосема е доволно да ја изрендаш емисијата и да ја ставиш вечерва на YouTube, а јас да им ја раширам на гледачите. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете, господине. Јас само имам еден предлог. Да, слушам. Значи, владата да ги сопре привремено средствата
што ги дава за ранковните што седеа дома и 10 години зимаа плата и тие пари да се пренаменат на овие ризичниве групи да си останат дома да си зимат 100% плата. Кога ќе заврши короната, нека им ги вратат пак назад. Тоа е мој предлог. Пријатно. Благодарам, пријатно. И последното јавување за вечерва. Мислам дека ќе замараме ако идеме превеќе и онака е доста, како да кажам, беше и со емоции, и со аргументи, да не ја расплиниме работата, имавме добри ваши јавувања, завршивте голема работа по мене. Добро вечер. Дали се слушаме? Пукна линијата, го слушнав јас до овдека, се случува и тоа. Ке се обидеме уште еднаш режија или да им се заблагодарам на гледачите за вечерашнава емисија? Да, ние имавме и добра поента од луѓето и од обичните луѓе и од здравствени работници и здравствен работник кој е и самиот хронично болен и така натаму. Режијата одлучи уште еден гледач сепак да имаме. Добро режија, ќе ве почитувам. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Ало, добро вечер. Уште еднаш, добро вечер, повелете во програма сте. Благодарам. Значи, еден гледач се јавува од Швајцарија, бидејќи ја пратив емисијата и водителот Јанко сакаше да знае нешто во Европа како се случува, па пробав неколку пати да се јавам, ама еве сега добив, така да во Европа од Швајцарија се јавуваме. Значи, ситуацијата е таа. Одиме на работа, значи растојание држиме еден од друг колегите, но не е така како што е во Македонија. Учениците одат на школо, значи од забавачи, средношколци, основношколци и сите одат на школо. Што кај нас за разлика тоа не бендисува. Тоа е убаво што ми го кажавте, но тоа не е информацијата. Мене ме интересира како е, еве, да речеме таму, со хронично болните. Па, со хронично болните не можам многу да ви одговорам, бидејќи немам контакти со такви луѓе, али едно што сакам да препорачам, кај нас луѓето во иднина да повеќе практикуваат, значи планински места. Благодарам многу. Бидете поздравени, секој е добро, уживајте во Швајцарија, блазесиви што сте таму. Ние овдека имаме конкретен, реален проблем на терен со наши блиски луѓе кои се хронично болни и кои наскоро треба да се вратат на работа и нивниот живот дали е во ризик, не е во ризик и како да се заштитат. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.